Температурите секојдневно стануваат се повисоки и повисоки. Секојдневно слушаме препораки дека не треба во најтоплиот дел од денот да се изложуваме на сонце, а тоа особено важи за возрастните луѓе, луѓето во зрели години. Како може возрастните полесно да ги поднесат овие летни гориштини, што треба да конзумираат и на што најмногу треба да обрнуваат внимание? Возрастните лица фактички на храната треба да внимаваат преку цела година, нели тоа секогаш го кажувам, меѓутоа се под доста голем ризик од покачен притисок кој што може да влијае нели во овој период посебно за нивната состојба. Покрај редовното пиење течности што секако се препорачува нели за сите, јас често препорачувам да се избегнува храна која што содржи премногу заситени масти, нели кај нас постарите знаат да готват со доста масла, доста запржено, што може да биде потешко за нивната дигестија. Премногу мрсна храна, значи, премногу храна со сол, што треба да биде доста, солта посебно треба да биде голем процент намалена во нивната исхрана. Во овој период, покрај што ќе пијат течности и ќе јадат доволно храна, треба и да не внесуваат премногу храна. Всушност, со текот на годините се намалува потребата од премногу калории. Јас секогаш кажувам дека возрастните лица, без разлика што имаат потреба од помалку калории, потребите од хранливи материи остануваат исти. Дури за некои нутриенти дури се изголемени, како например за калциум, за добри коски, за здрави заби. Дигестијата во постари години е на некој начин малку повлошена и сега уште, и ако имаме проблем со забите, пак би се отежнала целата таа ситуација. Значи, секој залак е битен, без разлика што се внесуваат помалку калории и да се прилагоди храната според тоа како може да ја прими организмот на човекот кој што ја консумира, или ако има проблеми со дигестијата, да биде малку подинстана храна, полесна храна. Еве сега излегуваат во лубеници или некои меки овошја што може да се консумираат, или зеленчуци, така што да се прилагоди храната на според потребите и можностите, меѓутоа да биде малку полесна храна која што полесно ќе се дигестира. Што е со лебот? Колку треба да се конзумира лебот? Повторно мислам на возрастната категорија на граѓани, затоа што некако навиките останале да се јаде леб нели за појадок и да се искомбинира со ручак, па многу често и за вечер. Зависи каков леб се консумира. Најчесто нели нашите кај нас во традицијата да се консумира тој бел леб, што е повремено е и сосема во ред. Меѓутоа пак ќе речам дека ако одиме по филозофијата дека секој залак за тие малку калории што се внесуваат е битен, белиот леб нема да ни даде нешто многу хранливи материи, повеќе би одел на интегралните варијанти. Сега од друга страна некој има отежната дигестија, например намалена желудочна киселина што доаѓа поради примањето разни медикаменти, поради самата возраст и така натаму, така што тие интегрални лебови пак не можат да се поднесат толку многу. Така што лебот би рекол да се намали во некој помал процент, или да се земаат некои варијанти на полубел, полуинтегрален леб. Повеќе би одел на тоа, би нагласил нели да се внесат повеќе овошја и зеленчуци, например, некогаш да се земе како десерт овошна салата, или место оброк со леб, тогаш да се земе некоја зеленчукова салата која што ќе се збогати со некој извор на протеини, дали некоја парче месо, или ќе се земе јајце, или наут, леќа, ќе се додаде некоја убава комбинација со дресинг. Од една страна ќе го освежат организмот, од друга страна ќе се придонесе за подобра дигестија, која што рековме нели дека е малку отежната или влошена со годините, така што ќе имаме повеќе придобивки со еден таков оброк отколку леб со секој оброк. Значи не комплетно да се изфрли, меѓутоа не па и да биде достапен со секој оброк, затоа што не можеме да очекуваме посебно од белиот леб да ни даде нешто многу хранливи материи. Дали и колку треба возрастните луѓе да бидат активни физички, да спортуваат, да се рекреираат за време на ова долго топло лето? Многу битно. Значи многу битно затоа што со текот на годините опаѓа мускулната маса. Тоа значи се забавува метаболизмот кога веќе имаме помалку мускулна маса. А што се прави најчесто како од годините не се намалуваат калориите, а се намалува физичката активност. И со тоа од тука доаѓа и вишок нели килограми, а со тоа и последиците кои доаѓаат како коморбидитети на целата таа зголемена телесна маса. Пешачењето е доволно за повозрастните лица рано наутро или доцна попладне, кога ќе се избегнат високите температури.
И не е само заради тежината, само заради телесната маса, пак ќе се навратам на дигестијата кој што е главен проблем, затоа што многу лица во постари години баш поради таа влошена дигестија не можат доволно да јадат, не можат да несуваат доволно разновидна храна. Со физичката активност ќе се подобри и тој момент, пак ќе можат и да внесуваат поразновидна храна, а со тоа и да внесат и повеќе хранливи материи. Ти благодарам за советите, Антонија. Мило ми беше и се надевам дека се корисни овие совети, посебно за постарата популација. Тоа секако. Фала уште еднаш.